Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер ви и благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Евакуирани села поради големиот пожар во атарот на Пробиштип, пожари на Штипскиот Исар. МВР поднесе кривична пријава за насилство врз малолетник за нападот на 14-годишното момче во Ченто. Семејството на жртвата бара напаѓачите да одговараат за обид за убиство. Филипче го одби предлогот на Мицковски за гласање на диаспората по пошта. Амбасадорот Роказ вели дека законот е добар и очекува консензус. Почна амандманската расправа за ребалансот на буџетот. Стартуваат еднонеделните погребни церемонии за врховниот лидер во Техеран. За врсничкото насилство во тема на денот вечер разговарам со професорката Татјана Алексич. Останете со нас. Големиот пожар кај Пробиштип беше причина за евакуација на локалното население од неколку села. Поради силниот ветер, пожарот се прошири на голема површина на терен, освен против пожарните служби, локалното население делува и 3 трактори. Густиот чат од пожарот и пламенот покрај регионалниот пат беше причина и за сообраќајна несреќа. Попладнево имаше пожар на уште неколку локации во регионот. Габриела Лескова беше на терен. Евакуирани села, изгорени куќи, блокирани патишта, сообраќајни застои. Пожари на повеќе точки во Пробиштипскиот регион направија хаос и предизвикаа страв меѓу локалното население. На Планне во село Неокази избувна голем пожар. Поради ветрот, пламенот брзо се прошири кон соседните села Бучиште и Радавица. Надлежните на терен действувале со сите сили. На почетокот беше многу сериозен пожарот, бидејќи зафати дел од првите куќи во селото Бучиште. Некои од куќите се опожарени, една е целосно изгорена. За среќа нема човечки жртви или повредени луѓе. На терен действуваа и ретракторите. Помош стигна и од Кочани. Значи најкритично беше во селото Бучиште, а зафатена е огромна површина, се работи, значи пожарот некаде од селото Неокази започна до селото Бучиште, па према селото Ратавици, атарот на сите овие 3 села. Поради сериозноста на ситуацијата евакуирани се 3 села. Повозрастните граѓани ги напуштија своите домови, а помладите им помагаа на пожарникарите во гаснењето. Нема вода, многу е оѓен, не се стопира, многу ветер прави проблем. Се е изгорено, нема ништо. Ево вие тука одгоре не може да придат цистерните, 200-300 метра не може да се прииде тоа. Силниот пламен беше причина и за сообраќајка на патот Штип-Пробиштип, при што 2 лица итно се пренесени во болница. Затворени беа и повеќе патни правци околу овој регион. Пожар избувна и во селото Чердаклија, каде гореше ниска вегетација и жито. Пожар денеска избувна и во Штип помеѓу железничката станица и позната текстилна фабрика. Надлежните интервенираа со 2 противпожарни возила и за среќа пожарот е локализиран. Евакуирани беа и вработените во приватна компанија. Благодарение на брзата интервенција на штипските пожарникари, огнот беше локализиран. Според последниот пресек на ЦУК, денеска се регистрирани 6 пожари на отворен простор, од кои 5 во околината на Штип. Габриела Лескова, Сител телевизија. Алармантно беше и во Штип, кога околу Пладне денеска избувна пожар на источната страна на тврдината Исар, веднаш до првите куќи. Според информациите од терен, најпрвен горела сува трева, но пожарот зафатил и грмушки и дрвја во близина на куќите. Жителите од населбата, кои живеат во непосредна близина, први почнале да го гасат огнот со вода, но пламенот, носен од ветрот, почнал да се шири кон врвот на Исарот, но и кон останатите куќи кои гравитираат кон Штипско Новосело. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, Стојанче Ангелов, информираше дека во гасењето бил вклучен и еден авионер трактор. Од противпожарната единица информираа дека првите екипи биле ангажирани на рачно гасење на пожарот поради непристапниот терен, дури и за теренски возила. Според последните информации, пожарот е целосно локализиран и ставен под контрола. За сега не се познати причините за пожарот. Да најдете начин да се донесе пат догоре, за противпожарна, за брза помош, за било што. Значи, ке ве молам, тука се све стари луѓе изнемоштени. Све стари луѓе. Еве, не можам да ја смирам, се 2 диазепарна. Да, ставаме вода по малку нешто, барам да спасим. Не да божано да ама да биде малку мокра, има многу суи треви тука. Само не ги намокрам, другото, што дај Господ. Прегувате ли дека ќе ги зафати дворовите куќи? Има горе многу луѓе ангажирани, не верувам дека ќе дое тука, ама
Огиње се знае да изненади. МВР поднесе кривична пријава за насилство врз малолетник за нападот на 14-годишното момче во Ченто. Семејството на жртвата бара напаѓачите да одговараат за обид за убиство. Филипче го одби предлогот на Мицковски за гласање на диаспората по пошта. Амбасадорот Рокас вели дека законот е добар и очекува консензус. 10 дена по настанот, МВР поднесе кривична пријава за насилство врз деца за тројцата насилници кои во населбата Ченто 7 пати со нож избоделе 14-годишно момче и го оставиле во паркот. Семејството на жртвата очекува напаѓачите да одговараат за обид за убиство. Зоран Јаневски ги има информациите. Кривична пријава за насилство врз дете заработија 3 лица на возраст од 19 до 23 години за случајот во кој со нож беше избодено 14-годишно момче во Ченто. Според кривичната пријава на МВР, осомничените прво физички го нападнале детето, а потоа и го избоделе со нож. Оружјето било пронајдено на местото на настанот. СВР Скопје поднесе кривична пријава против 3 лица поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело насилство врз дете. Имено на 22 јуни, околу 23 часот и 50 минути, на улица Финска, во паркот пријавените физички нападнале 14-годишен малолетник и употребиле тврд предмет, а со остар предмет му биле нанесени повреди. За мајката на повреденото дете нејасно е зошто случајот се води како насилство. Детето не ги познава сторителите. Прв и последен пат тој ден беше кога ги виде децата. Воопшто да ги препознава, може би поликидниот беше да го познава, а двајца сторители не од тоа што они се имале кацика на глава. Они беа со мотор. Така да нема да може да ги препознае. За сега непознат е мотивот за настанот. Мајката на момчето тврди дека ниту тоа, ниту семејството имале недоразбирања со други лица. Напаѓачите вели таа, освен ножеви, носеле и пушка калашников, а биле и маскирани. Ова веќе се случи немилиот настан кога бевме во болница, дојдоа полицајци кои не се зема изјава и од мене и од малиот. И тоа е тоа. Толку имаме информација. Викам како се води случајот. Случајот се води за насилство врз дете. Викам како е можно, ова не е логика, од тоа што ова не е обид за насилство, ова е обид за убиство. И пак он е само избоден со 7 пати со нож во грб. Случајот е сега во рацете на јавното обвинителство. Оттаму велат дека по добивање на медицинската документација за повреденото дете ќе биде оформен и предмет. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Нови пријави од родители за врсничко насилство. МВР во дневниот билтен информираше за 2 пријави, едната во Карпош, каде малолетник бил нападнат од негови врсници, а другиот од општината Центар, каде девојче било нападнато од нејзини врснички. По двете пријави од МВР велат дека се преземаат мерки за расчистување за насилството во аеродром, обвинителството се уште постапува. Не запираат случаите на малолетничко насилство во главниот град. Во денешниот билтен на МВР има 2 нови пријави за напади на деца во Скопје. Синоќа мајка пријавила дека во 21 часот на подрачјето на Карпош нејзиниот син бил нападнат од неколку малолетници од кои 2 ги познавал. 2 часа подоцна во Центар малолетничка била физички нападната од 2 други малолетнички кои ги познавала. Од МВР вела дека за овие последни инциденти преземаат мерки за нивно расчистување. А колку кривичните пријави за инцидентот со вознемирувачкото видео на насилство врз девојче во аеродром е крај на приказната. Продолжуваат реакциите на јавноста за овој настан со многу дилеми. Дали насилството е видливо само кога има снимка, или е во полициски билтен, или пак треба навреме да бидат препознаени несоодветните однесувања на децата пред да биде доцна. За случајот побаравме став и од обвинителството од каде велат. За тоа се постапува во координација со јавен обвинител, кога ќе биде документиран настанот и поднесена пријава од МВР. И јавноста ќе биде известена за натамошниот тек во постапката согласно Законот за правда на децата. Сања Димитровска, Сител телевизија.
За врсничкото насилство во тема на денот вечерва разговарам со професорката Татјана Алексич. Професорке, добро вечер, добре дојдовте во Дневникот. Добре ве најдов, поздрав до гледачите на ТВ Сител. За жал лоша тема, врсничко насилство, кое што следејќи ги информациите делува како да станува заразно. Што се случува? Знаете како стравам додека зборуваме ние сега, дека веќе некаде се случува насилство или се коват планови за едно насилство, така што ние сме во некој минато свршено време и не може да зборуваме за превенција, веќе е доцна за превенција, затоа што ни се случува и ни се повторува, туку за казнена политика. Буквално треба да почне да се преземат мерки, без оглед на тоа што се деца, без оглед на човекови права, значи како да немаме време за превоспитување. Напред, еден чекор пред нас е насилствата, не можеме да ги стасаме и ни се вратија како бумеранг сите оние може би и медиумите имаат тука, сите зборам генерално за медиумите вина, ако се сеќавате, ја мислам дека ова се генерација која растеле со задруга, со големиот брат, со оние реалити шоу емисии каде што се фаворизираше бруталност, угнетување, навреди, ете така, шлаканици со ништо не предизвикани. Јас искрено кога го видов видеото, мислев дека е нека инсинуација, дека нешто е сценарио некој, како кечери изиграваат, глумат насилство. Меѓутоа е страшно што тоа е многу реално и ни се случува тука пред наши очи. Да, многумина беа вознемирени од ова видео од насилството во аеродром, но многумина коментирајќи го она што се случува, беа изненадени од тоа како реагира групата, како реагираат сите оние кои што гледаат од страна. Каде исчезна емпатијата, како никој од толку многу луѓе како што може да забележиме на снимката, не се обиде да му помогне на тоа девојче кој што беше на колена и молеше за помош. Обично кога се случува така тепачка меѓу две деца, па има едно или две кои гледаат, тие се приклучуваат. Едно до две дета може да се приклучат кон тепачката или во одбрана на жртвата или да се придружат кон насилникот. Кога е голема група, предпоставувам што е во мозокот на тие деца. Ние видовме дека има таму и навивачи, како во гладиаторска арена, но има деца кои не знаат што се случува, можеби додека се концентрираат на тоа, не може да се осмелат за да не бидат ни тие после жртва на подсмев или нели зошто помагаат, што е многу лошо, што е знак дека емпатијата навистина ја нема во тој момент. Значи баш беше голема група на деца кои требаше да изреагираат и обично не реагираат во таква голема толпа. Тоа уште повеќе не вознемирува, што тие сликаат, снимаат и објавуваат како да се, како да е едноставно тоа нешто предизвикувачки, како да е голем предизвик, како да стана мода, сето тоа. И децата се буквално ете со таа компјутеризација и со телефоните. Тоа беше следното прашање, вие рековте медиумите, она што го гледале и растеле со она што можеле да го видат на медиумите, но колку мобилните телефони, колку интернетот придонесе за ова што го гледаме денес? За жал придонесуваат. Сега не можеме да не ја гледаме и добрата страна на компјутеризацијата, меѓутоа ние за жал ги гледаме многу негативните страни од таа компјутеризација, затоа што децата немаат ниту емоционална писменост, ниту компјутерска, информатичка писменост, да знаат што е добро, што е лошо, како да сето ова е во мода. Го спомнав големиот брат и задруга, аз 2011 водев сексуална азбука и тогаш баш зборував, апелирав дека се опасни тие емисии затоа што се учат баш најмладите децата на продажба на интимноста. Јас се лутав тогаш сексуална азбука става после полноќ, нели затоа што има преставка секс, а беше едукативна со професионален тим доктори, додека големиот брат одеше за време на ручек и сите гледаа што се случи. Имаше наши девојчиња, ако се сеќавате, Вики Кики, кои се влюбија, нели условно во случаен сме го надминали денеска тоа и денеска вие да имате сексуална азбука, мислите дека тоа би одело во термин, би било позитивно прифатено ако оди во термин, еве да речеме во прайм тајм после 20 часа? Па, секако кога е во рамките на едуцираноста, на едукативноста, од таа смисла. Меѓутоа, вие кога ги учите децата од најмала возраст да ја продаваат интимноста преку тие реални шоу емисија, моралот се менува. Ако моралот се менува, ако ненормалното станува нормално, ако се релативизира вакви непријатности, ако е па ништо, тоа е дечја игра, тогаш ако моралот се менува да се смени законот. Значи се намали границата на возраста. Кецмановиќ од Рибника во Белград добро знаел, добро простудирал благодарение на интернетот, сигурно не го прочитал тоа по учебниците, наставни учебници, туку добро знаел дека со неполни 14 години ќе биде изоставен од казна. Значи добро студирал, па ако е некој способен и на 8 години да удри некого, да искубе некого, зборам за деца кои се релативно
рационални, разумни деца, не зборам за деца кои се со широк спектар, со посебни потреби. Значи, ако е тој способен да удри, да тепа, да малтретира, да понижува, да вели клекни на колена, извини се, значи тоа е понижување, тогаш е способен да издржи казна. Значи, никој од нас не сака казни. Меѓутоа, казнена експедиција не може за вакви случаи да не изостане, затоа што ни се повторуваат. Вие рековте дека веќе е доцна за превенција, но дали ние воопшто ја заборавивме превенцијата? Го слушав вчера министерот за внатрешни работи, кој што даваш изјави поврзани со овој случај, вели ние одлично си ја завршивме работата, ќе поднесеме соодветни кривични пријави, меѓутоа заборавили министерот дека и полицијата има превентивна улога. Требало ли претходно да делува полицијата за да спречи да се случи вакво нешто, за да речеме да, министре, успешно си завршивте работа? Многу ноншалантно се пријави кај тие работи, еве се спомнуваат казни кај 250-350 евра, што е смешно, буџетот ќе се наполни, меѓутоа ќе платат и родителите ќе платат. Ако родителот вели дека не знае, не е во тек, не може да препознае дека таква е неговото дете. Замислете како ние на нас наставниците со 30 деца, како ние да препознаеме тогаш како училиште, како една институција. Ама точно ли е тоа дека не можат родителите да препознаат? Еве вие секојдневно сте во комуникација со дета. Може да почувствувате кога на некое дете му се случува проблем во вашиот клас? Ма може, како не може, се препознава, се детектира ако се разговара, може да се види. Значи не велам дека тие родители не биле грижливи нешто, не знам за случај за да кажам. Меѓутоа, ете пак ќе кажам од познат предмет. Кецманеш било социјално апсолутно нормално семејство на прв поглед, нели? Детето имало се. Значи, ако има детето да јаде, да пие, да се школува, не значи дека има љубов. Тоа е одговорност на секој родител да го храни детето и го прати во школа и законска облигација. Љубов е да бдееш на тоа дете, да знаеш кога нема е добар. Ова деца врескаат веќе. Ќе предизвикаат војна меѓу нас возрастните, ќе почнеме ние да се тепаме како семејства. Видовте што се случува на Фејсбук, мене да ми е па да видам јас. Мислите сега родителите на тоа девојче или родителите на убиеното момче да сакаат тие да се пресметат ако веќе институцијата затајува. Значи мораме подитно да спречиме уште понемили настани, затоа што се шират како не знам, домино ефект. Но алка во системот секако е нели и образованието, таму каде што работите вие, педагог, професор во средно училиште, колкава е вината на образовниот систем? Сите сме виновни, меѓутоа базата е семејството. Значи, ке ни затоа што ако тие први 7 години не се влие, не се воспита детето навистина со љубов, со чувство за емпатија, многу тешко потоа се поправа и во основно училиште, да не зборам за гимназија кога веќе се карактерно оформени. Јас еднаш спомнав и пак ќе кажам дека нас не недостасуваат цивилизирани поправно казнени домови. Значи некако си ви дом на времето за да излезе детето таму уште пореметено, туку со флота стручни луѓе, колку сакат имаме социјални работници, образовни асистенти, детето да дојде таму со родителите да доаѓа, да си оди во школа, да го следат со превоз, со образовни асистенти, да се научи на општествено одговорна работа, да работат повеќе, се трудат. Ја не знам тие родители дали некојаш ги однеле тие деца во СОС детско село или во дом на 11 октомври. Кога работе во Димитар Влахов, ми беше пракса да одам во домот, тогаш бевме Маца Овчарова во Велес, кај деца со посебни потреби, со нашите деца од Димитар Влахов, да им ги пострижуваат косичките, фризерите, им подарувавме од графичарите тефтери, со нив зборувавме цел ден. Сеќам дека директорката на Маца Овчарова, моја менјачка беше Тања, и името не го презимето затоа што ќе го сгрешам гарант, кажа многу често доаѓаат кај нас политичарите, ќе ги остават пакетчињата за Нова година, нема ни да влезат натре. Јас седев со децата заедно 6 часа седевме таму. Ова што сакам да го кажам родителите. Кога одевме таму со автобус, децата пеа, си играат, се радуваат, нели деца. Кога се враќавме молча, и една ученичка кажа: "Професорке, сега гледам колку сме здисани." Значи, здисани ни се децата. Ова не се деца гладни жени што ги видовме. Сакате да кажете, треба да се соочат со реалноста. Треба да видат каков свет има паралелен, дека има деца и глуви, и слепи, и изнемоштени, а не да малтретираат други деца. Има надеж да ги вратиме на вистинските вредности. Од каде им време за тоа? Ако не се ангажирани, значи не е време да седиш на компјутер си играш игрички. И теретана не е работа. И не знам, и спортот кој е исклучително важен, спортот е исклучително важен и како предмет, кажувам, спорт, ликовно и музичко не сме да се тргнат од наставните предмети. Не е физичка работа. Физичка работа да работиш по дома. Дека научат тие деца да готват, ете тие што се во казна поправниот дом, нека готват, па ги носат јадењата кај други деца, значи да се приближат до човечноста. Тие се оттргнаа од човечноста. Штом имаат таков нагон за тепање, па тоа да се снима уште пострашно. Тоа е веќе отидено. Значи тоа е веќе отидено, нема тука рехабилитација, парична казна или не знам што сум разговори.
некако како да ги наследнуваме вредностите од западниот свет и се плашам да помислам што е следно, но реков, има ли надеж да ги вратиме младите на вистинските вредности? Секако дека има, нели иднината е во младите, значи многу повеќе работа со нив и да ги ангажираме, да се работно ангажирани. Имаат време за глупости овие деца. Значи и во наше време, кога сакаме да кажем да не испане сега дека овие деца не чинат, имало врсничко насилство, но ќе застане на улицата. Кога ќе отидеш дома ти си безбеден. Сега ќе отворат компјутер, телевизор, било кој медиум, повторно влегуваат во тој циклус на омрза, на говор на омрза, на хејтерство, на оно што во тие адолесцентни години, тоа како е чувствителна тема кога некој те навредува или физички те малтретира, не може да биде без последици. И ова момче кој е со 7 пати некој да те удира со нож, не може да е насилие или не знам детска игра. Тоа е убиство со умисла. Значи убиство е кога ќе седнеш во кола, украдена, возиш прекумерна брзина, со алкохол во крвта и газиш на пешачки премин девојка млада. Исто така убиство. Значи тоа е со умисла направено. Може на сите да не се случи. Секој што ќе влезе во кола е потенцијален или убиец или жртва. Но не со алкохол, со дејство на алкохол, не со прекумерна брзина, не на пешачки премин, не на црвено. Значи премногу сме, како да кажам, ги прифаќаме работите како да ни се случаат. Па добро, ете, морало така се случи, на секого може да му се случи, па доста веќе. Губиме драгоцени животи губиме. Да, верувам дека младите го почитуваат вашето мислење како професорка. Голем дел веројатно не гледаат во моментов во живо, дел ќе не гледаат на интернет подоцна. Која би била вашата порака до младите? Да работат. Значи да почнат да работат врз себе, врз своите емоции, повеќе љубов, повеќе внимание и оно што постојано кажам, кога би читале, ова се генерации кои не читаат. Знаете што е книгата? Книгата е мокна концентрацијата, е многу мокна. Ако ти успеш една книга да те 3-4 часа во текот на денот, па и другиот ден по 3-4 часа те окупира, а од таа книга не излегуваат флешови, звуци, не знам што, ти си генија. Затоа што седиш и ја читаш таа книга, од неа купуваш и потоа интерпретираш. Тие деца кои се читачки расположени, кои идат во театар, кои гледаат филмски представи, кои слушаат музика, секако не баш секаква музика, затоа што и музиката, некаш изборот на музика може да те изгради. Ке пораснат во добри деца. Децата кои дангубат, кои постојано не знаат што да прават оздодевно, овие деца им е здодевно. Тие не знаат друго што да прават, освен се малтретираат едни со други. И не може да не помине казниво. Значи државата мора подитно да седнат стручни луѓе, компетентни. Ја не сум компетентна, ова го зборам како и секој родител и наставник, затоа што сме сите потресени кога гледаме ова, дека е доцна за превенција. Значи веќе мора казни, кога има такви казни, да видите дали нема да го направи тоа, кога ќе каже дека ќе помине за летен распуст во казнено поправен дом некаде со тутори, со воспитувачи кои ќе бдеат на него, па ќе размисли дали ќе кубе туку така некој на коси или ќе маваш лаканици и ќе каже тоа. Тие се деца несрекни, тоа дете е несрекни, тоа дете е жртва. И тоа дете е нечија жртва. Ова е вресок на децата, не им е добра во нивната кожа. Да, ве разбирам, ја чекаме реакцијата на институциите и на системот. Професор, ќе благодарам многу за гостување. Ништо, благодарам на почита да гостувам. Почна манданската расправа за ребалансот на буџетот. Стартуваат еднонеделните погребни церемонии за врховниот лидер во Техеран. Лидерот на СДСМ експресно ја одби понудата на премиерот Мицковски во однос на измените на изборниот законник. Во продолжение деталите од Катерина Нешко. Изборниот законник е добар и ги содржи препораките на ОПС од ДИХР, а политичките партии треба да изнедат консензус измените да бидат донесени. Порача евроамбасадорот Рокас по блокадата на опозицијата со речиси 14.000 амандмани. Законот сам по себе е добар закон. ОДИХР и Европската комисија дадоа позитивна проценка и оценка, но она што преостана во моментов се модалитетите. Јас разбирам дека има несогласување кога станува збор за овие модалитети, но чувствувам дека има добра волја тоа да се надмине. И комисијата во парламентот за изборниот закон веќе работи и се надевам дека партиите на толку важна работа ќе бидат во можност да седнат и да постигнат консензус.
Премиерот Мицкоски синоќ ја понуди решение за најспорното прашање за опозицијската СДСМ, според која електронското гласање на нашинците во странство може да биде извод на изборни злоупотреби со 200.000 гласови. Мицкоски понуди гласање по пошта. Но доколку му возможите преку својот паметен телефон или еве преку пошта со писмо или било како, небитно, нека се најде начин како тоа ќе се направи. Подготвени сме да седнеме да разговараме, само да го зголемиме, да ја зголемиме излезноста кај диаспората. Ние сме подготвени да седнеме и да повторно преговараме. Имаме време да завршиме овој изборен законник. Но ни ова не е доволно за лидерот на СДСМ Филипче. За него не е прифатливо гласањето на диаспората на кој било начин да се разликува од гласањето дома. Прво неколку збора за законот во контекст на реформската агенда и вклученоста на евроамбасадорот Рока, што мислам дека е добро. И му благодарам што се бори за доброто на земјата. Жално е што имаме власт која што е практично целосно антиевропска. Зошто ние тука гласачите да оставаме фингерпринт и така натаму, а некој да гласа електронски или да гласа со писма? Зошто да не е еднакво безбеден процесот на гласање за тие што се во земјата и за тие што не се во земјата? Ние за тоа се бориме. Филипче на маса се уште го става предлогот диаспората да се иземе од овие измени на изборниот законник и до 29-та година, кога е предвидено електронското гласање, партиите со експертска работна група да изнајдат прифатливо решение. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Добри резултати за Македонија во однос на исполнетото од реформската агенда, очекува евроамбасадорот Рокас. Премиерот Мицковски уверен дека од 10 приоритетни услови Македонија има исполнето 9,5, што ја прави лидер во процесот. Последниот збор ќе го има Брисел, а резултатот од анализите и оценката за сработеното се очекува во септември. Евроамбасадорот очекува Македонија да има добри резултати за исполнетите обврски од реформската агенда. Рокас потврди дека фокусот во изминатиот период бил ставен на 10 приоритетни чекори, чиј рок на исполнување истече на 30 јуни. Според евроамбасадорот, Брисел нотира забрзување на процесите и напредок во сите, вкупно 51 чекор, но предупредува дека секое пробивање на грејс периодот значи губење на милиони од европските пари. Владата има рок од 10 дена за да го испрати извештајот до Европската комисија. Убеден сум дека поголемиот дел од работата е завршен и дека ќе имаме извонредни резултати. Што и да истече по тој грејс период, значи дека средствата ќе бидат изгубени. Меѓутоа, во исто време имавме и таа редовна вежба која што заврши на 30 јуни оваа година и тука започнува тој грејс период од една година. И со тоа имаме добар напредок, но она што е важно е дека во сите 51 чекор има напредок. Јас сум навистина сигурен дека гледам забрзување во реформите. Со планот за раст, државата досега обезбедила 140 милиони евра, а со евентуално ново финансирање сумата ќе достигне 240 милиони евра. Премиерот смета дека има време до средината на јули за да ги финализираат работите и да се заокружат сите 10 клучни реформи што ги бара Брисел за да не се изгубат парите. 1/3 е ликвидност на буџетот, останатите 2/3 се грант или мек кредит кој што ќе почне да се исплаќа од 2032 година за проекти кои што се капитални инвестиции. Така што јас очекувам и во овој јунски извештај да бидеме најдобри, како што бевме и во декемврискиот извештај. Мене ме радува и охрабрува информацијата која што вчера пренесе еден европски медиум, дека се погласни се изјавите од страна на високи европски би рекол политичари кои што ќе овозможат топ-ап, односно додавање на сумата за 3 земји од Западен Балкан 6 групата, кои што се понапредни во делот на испорачување на реформската агенда. Ние веќе ги дефинираме внатре помеѓу нас приоритетите. Оценката од Европската комисија за тоа колку од реформите се спроведени се очекува Македонија да го добие во септември. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Почна амандманската расправа за ребалансот на буџетот. Власта тврди дека се обезбедуваат повеќе пари за капитални проекти, раст на платите и подобар животен стандард за сите категории. За опозицијата пак ребалансот е признание за економскиот дебакл на власта.
Со прекројување на државната каса ќе се обезбедат повеќе пари за субвенции во земјоделството, за студентите, за ранливите граѓани, за општинските проекти, за капиталните инвестиции кои ќе донесат развој. Потребата од ребаланс е да се усогласат буџетските проекции со новите економски услови, а не затоа што нема пари, вели министерката за финансии Кочовска. Расходите ќе растат и се проектирани на 6,9 милиарди евра, додека приходите минимално се пониски поради намалените акцизи и повластеното ДДВ за горивата изминатиот период. Буџетскиот дефицит се зголемува на 750 милиони евра и ќе достигне 4,1% од БДП. Ќе се финансира со задолжување дома и во странство. Нашата определба е јасна. Капиталните инвестиции да бидат двигател на економскиот раст и инструмент за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Истовремено остануваме посветени на среднорочната фискална консолидација со постепено намалување на дефицитот и одржување на јавниот долг на одржливо ниво. Ребалансот е признание дека оваа влада лошо ја води економијата, смета лидерот на СДСМ Филипче. Наместо подобар животен стандард, граѓаните ќе добијат повисоки трошоци за живот. Граѓаните тоа го чувствуваат секојдневно. Повисоки цени, нема раст на платите, стандардот тоне. И тоа е вистинската слика за економските политики на оваа влада. Наместо ветена инфлација од 2,5%, граѓаните добијат 4,5% инфлација. Ова не е ребаланс на развој, туку на погрешно планирање, сметаат од СДСМ. Најголем дел од парите се за тековна потрошувачка, а многу малку за инвестиции и развој. Владата не бара ребаланс затоа што економијата оди подобро од планираното, туку затоа што буџетот, што сама го предложи и го изгласа, не ја издржа првата половина од годината. И ова е една погрешна фискална проекција и не представува економска стратегија. Врз основа на царински давачки имаме наплатено 50 милиони евра плюс. Ова не се бројки на економија што стои, ова се бројки на економија која што е жива, која што функционира и која што работи. Во ребалансот на буџетот растот на економијата е проектиран на 3,5%, инфлацијата 4,5% и 58,9% јавниот долг. Расправата согласно законот ќе трае 10 дена, пошто ќе се најде на пленарна седница. Опозицијата поднесе 226 амандмани, од кои најголем дел се од ДУИ СДСМ. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Јавна расправа се одржа денеска во рамки на постапката за издавање на новата интегрирана еколошка дозвола за усија. Невладиниот сектор побера јавно достапни параметри од мерењата кои ќе бидат разбирливи за сите. Од една страна менаџментот на Титан Усија и представници на Министерството за животна средина, од друга загрижени граѓани. На јавна дебата во пресрет на продолжувањето на интегрираната дозвола за цементарницата, активисти велат дека новата дозвола предвидува стари правила, особено во делот на дозволена емисија на штетни гасови. Бараат сите мерења да бидат јавно достапни и читливи за секого. Затоа што во она што го видовме како напишано и поднесено од нивна страна, што го објави Министерството, како официјален документ, сите гранични емисии беа оставени на старото ниво, како старата дозвола, која што е дупло повисоко од важечката европска регулатива. Од компанијата велат работат согласно законот и постоечката дозвола, а ќе ги почитуваат правилата во новата кога ќе ја добијат. Ние ќе работиме согласно важечките закони кои што пак ги транспонираат европските директиви. Така да ние никогаш нити досега, а нема ни во иднина, да ги надминуваме пропишаните вредности кои што се дел од сегашната дозвола и во иднина кои што ќе бидат пропишани со обновената интегрирана еколошка дозвола. Според уверувањата на надлежните институции, новата дозвола ќе има построги правила и ќе биде согласно закон кој во сила ќе влезе во септември идната година. Законот веќе влегол во сила. Има транзиционен период за нас да ги подготвиме подзаконските акти. Не само усија, туку и сите на кои што постапката им е во тек за обнова на дозвола. Значи не е само усија процедура за обнова. Сите го прифаќаат фактот дека по-ефикасно е од сега таа дозвола да ја добијат, за да година не почне нова процедура за нова дозвола. Стоп за усие пред 10 дена организираше протест поради апликацијата на Титан Усие за нова интегрирана дозвола. Сдруженијето со протести беше поактивно зимоска, кога и аерозагадувањето беше видливо со голо око. Даниел Василев, Сител телевизија.
За кратко стартува новото издание на Златните денови во Кратово. Деталите во живо од Кратово во Централниот дневник ни ги пренесува колегата Александар Динев. Динев, сите се научивме некако на добра забава на Златните денови во Кратово. Ќе биде ли така и вечер? Да, Иван, таква добра забава и годинава во 8-то издание на Златни денови се очекува вечерва, атмосферата да се подгрее и навистина да кулминира веќе околу полно, голем број музички имиња, бината е поставена, тонската проба е направена, значи се е подготвено за овогодинешните Златни денови Кратово 2026. Во Централниот дневник имаме еден од изведувачите, односно естрадните уметници, кои ќе ги забавуваат сите присутни вечерва, Миле Кузмановски. Кузмановски, добро вечер, добре дојдовте во Кратово, како се чувствувате пред се? Прекрасно, благодарам, поздрав до вашите гледачи. Ви благодарам за поканата. Јас се чувствувам прекрасно, преубаво време, преубави луѓе и мислам дека можеме да започнеме со забава уште малку само да се стемни. Се надевам дека јас и моите колеги и бендот од Мерак Мејана дека ќе направиме една убава забава, да забравиме малку на секојдневните проблеми, да ги разонодиме луѓето да уживаат 2 часа. Голем број хитови, лани одбележавте 35 години музичка кариера. Што ќе понудите вечерва и како ќе ги мотивираме сите за да присуствуваат вечерва и оние што се подразмислуваат да дојдат во Кратово? Јас ќе ги поканам сите да дојдат да уживаат 2 часа во македонска убава народна музика. Ќе пееме наша авторска музика, ќе пееме и староградска, онаа која што сме и препознатливи во светот, така да засечи и вкус ќе има по нешто. Втори или трет пат сте дел од Златните денови, значи се повеќе причини за да доаѓате и наредните години, но и годинава. Пошто ви е препознатливо Кратово, значи еве, пошто го паметите и што ве влече да дојдете повторно тука? Кратово е град кај што секој би посакал да се врати. Од тука потекнуваат многу познати личности, јас од мојата бранша, тоа е Вања Лазаров. И некако е како извор на македонштината и македонската песна. Така да секогаш радо би се вратил овде. На оваа манифестација сигурно би учествувал уште многу пати и би посакал да трае многу години, затоа што е убава манифестација и од година во година расте се повеќе и повеќе и мислам дека веќе е традиција и дека ова ќе трае и дека ќе обстои уште многу години. Како ви се допаѓа кратовската историја, кратовската кујна пред се? Прекрасно. Да завршиме со работа, потоа ќе дегустираме нешто и ќе се дружиме со кратовчани. Еден од вашите најголеми хитови е Не каниме, меѓутоа ние обратно ќе го свртеме сега, ќе ги поканиме сите. Ќе ги поканиме сите да дојдат, за скоро ние ќе почнеме. Така, значи уште неполн час недели од официјалниот почеток на овогодинешните Златни денови Кратово 2026, 8 издание на фестивалот. Инаку, како што и кажав, се е подготвено, ги покануваме сите заинтересирани да пристигнат вечерва во Кратово. Значи првиот дел од вечерашната вечер е резервирана за фолк хитовите, меѓутоа забавата продолжува и во текот на утрешниот ден, каде што утре вечер ќе доминира забавната музика. Иван, овде се одјавувам во Централниот дневник и најавувам моје повторно вклучување и во вестите во 21 часот, кога ќе пренесеме и дел од атмосферата. Одлична најава, видовме дека се е подготвено за Златните деновите, очекуваме со атмосферата во 21 часот. Благодарам, Александар Динев.